И се враќаме со вистинските содржини за денешниот ден, 17 јули, половина од летото. А на половина од летото синоптичарите велат дека изминале два топлотни брана кои се формирале некаде високо над Африка и кај нас донесува температури со 40 степени. Некако излеговме накрај со нив, а вела дека ни предстои веќе таму крајот на идната недела повторно почеток на уште еден ваков бран. Лето е. Оно што тие го прогнозираат, ние го доживуваме во реалност кога дојде до тоа, нели? А го доживуваме затоа што како биолошки створови сме подлежни на климатските промени. Затоа и не е за зачудување првата информација со која што ќе го започнеме денешниот дневник, дека двојца наши сограѓани од истокот побарале помош на неврологија во Штип со мозочни удари или почетоци на мозочни удари, така наречени транзиторни удари, и се она што следува поради брзата промена на температурата и на воздушниот притисок. Лекарите велат хроничните болни да ги слушаат советите на лекарите, редовно земање на лекарствата, а другите да се придржуваат кон нивните упати дека е можна реакција на организмот човечки кон овие брзи промени на притисокот и на температурата. Да го видиме првиот прилог. Променливото време удри по штипјани, честите временски осцилации ја наполнија штипска неврологија. Во просек дневно се примаат и по 20 пациенти со симптоми на мозочен удар. Во последните 2 недели можам да дадам податоци дека имаме во просек примено околу 28 пациенти, од кои 20 на пациенти се со мозочен удар. 16 од пациентите кои што се примени се со мозочен удар од исхемична природа, што значи дека истите се со оклузија на мозочен крвен сад, а 4 пациенти се со мозочно крварење. Во вакви временски услови, граѓаните, посебно хронично болните, задолжително да ги следат препораките од лекарите, како и задолжително земање на препишаната терапија. Па основна препорака за граѓаните е да не излегуваат на сонце, да се излагаат на директна сончева светлина во периодот после 10 часот наутро и до вечерните часови до 19 часот и во случај нели да имат неопходна причина за излегување, носење на светла облека, како и заштита со соодветни капа и наочари. Редовно хидрирање, редовно примање на терапијата. Според лекарите, во изминатите неколку години постои тенденција на намалување на старосната граница. Се почесто страдаат и младите, кои за жал многу потешко ги поминуваат мозочните удари. Во Македонија, но и во светски рамки, застапеноста на мозочните удари кај популацијата е на 3-то место, веднаш по срцевите и малигните заболувања. Најавените смени на раководните функции во државата, како што ги најави владата, се реализираат и во Штип. Еве зашто се однесува. Во петокот вечерта, државниот секретар за здравство Владимир Милошев со тројца инспектори од државниот санитарен инспекторат извршија инспекција во клиничката болница Штип. Исходот е разрешување на двајцата директори на клиничката болница, а во соопштението се наведува дека се воочени одредени нерегуларности во работењето, неетичко однесување од дел од вработените, а воедно е утврдено дека хигиената во установата не е на задоволително ниво, информираат од Министерството за здравство. Врз основа на констатираното, донесена е одлука за разрешување на медицинскиот директор на клиничката болница Штип, а за нов директор е именуван доктор Ален Георгиев, велат од Министерството. Георгиев за Ирис телевизија вели дека не може ништо да коментира, бидејќи се уште официјално не го добил решението за негово именување за директор на Штипската клиничка болница. Очекува решението да го добие во текот на утрешниот ден. Актуелниот директор Александар Стојановски го нема добиено решението за разрешување од директорска функција и не може да коментира за извештајот на Министерството, бидејќи се уште официјално не добил никаков документ. Во соопштението на Министерството за здравство се наведува дека за нов директор на Центарот за јавно здравје во Штип е именуван доктор Марија Димитрова, која доаѓа на местото на доктор Велик Грков. Завршува првата фаза од реконструкцијата на Домот на културата во Пробиштип. До нова година ќе се заврши втората фаза, за што ќе бидат потрошени 150.000 евра.
Пробиштип со европски пари ја реконструира зградата на Домот на културата која ќе се пренамени во општинска зграда. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека веќе се променети прозорците, кровната конструкција, а во моментов се поставува новата енергетска фасада, со што оваа зграда ќе биде енергетски ефикасна. По завршувањето на првата фаза, која што веќе ја спомнав, ќе отпочнеме и втората фаза, тоа е внатрешно преуредување. Во моментот е веќе завршен тендерот за внатрешно уредување на салата за состаноци, односно округлата, така наречената округла сала во Домот на културата, каде што се одвиваат сите поважни манифестации во општина Пробиштип, и после тоа ќе следува и уредување на останатите простории. Реконструкцијата на овој капитален објект за Пробиштип ќе заврши до нова година. Проектот се реализира заедно со бугарската општина Рила, која е партнер на општина Пробиштип за добивање на средства од програмата за меѓугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. Реконструкцијата на Домот на културата во Пробиштип изнесува 150.000 евра, откако ќе завршат градежните активности и внатрешното уредување во зградата. Ќе се вселат вработените од општина Пробиштип, а вработените од Домот на културата ќе се преселат во зградата на новата киносала. Пробиштипјани по нова година ќе имаат можност сите општински услуги да ги добиваат на едно место. Од денеска во Штип, паркинг местата ќе се наплатуваат и на посовремен начин, поточно со СМС пораки. Директорот на ова јавно предпријатие Игно Иванов вели дека залихите од гребките ќе се потрошат, а неговите вработени на сите граѓани кои имаат потреба од паркирање ќе им го објаснат начинот на кој што преку СМС ќе може да ги користат услугите на ова јавно предпријатие. Од денес во делот на паркинзи почевме со наплата на СМС пораки. Граѓаните, значи ова е некоја нова категорија на наплата, се уште не се навикнати во нашиот град, иако имат сигурно повеќето од нив искуство во другите градови, меѓутоа со она што го разговарам со операторите кои што се на терен, значи има една добра комуникација меѓу нив, се укажува на кој начин и како треба да се врши наплатата на паркинг во град Штип. Се уште оние дневни што беа гребки, така да популарно да ги речем, се уште стојат во нашите продажни места. Оние што не може да пуштат СМС порака, може да вршат наплатата и со овие гребки, меѓутоа тоа е се до оние залихи што ги имаме веќе, додека да се потешат, потоа ќе биде само со наплата на СМС пораки. На кој телефонски број се праќаат СМС пораките за наплата на паркинг местата во Штип? Значи телефонскиот број на кој граѓаните треба да го пратат, тоа е 148484, телефонот е лесен. Градот е поделен на неколку зони, тоа е поради нашата контрола и подобар увид на терен. На таблите ги пишува зоните, значи само со погледнување на таблата и целата таа операција која што граѓаните треба да ја пратат тоа на СМС порака, за да биде дозволено паркирањето, го пишува на самата табла и да сгрешат ќе добијат информација во својот телефон дека пораката треба повторно да пратат, така да сите информации ги добиваат преку СМС. Брзата промена на температурата и дождовите кои се најавуваат секогаш се опасност за излевање на реките од речните корита. Овој пат тоа не се случи. Еве една интересна вест. Врнежите од дождот во изминатите 24 часа не представуваат опасност за излевање на поголемите реки во државата. Водостојот е далеко од граничниот праг на излевање, соопшти утринава Управата за хидрометеоролошки работи. Иако во некои водотоци се очекува зголемување на водостојот, сепак поголемите реки се далеко од граничниот праг на излевање и нема опасност од нивно евентуално поплавување. Врнежите кои паднаа во изминативе 24 часа најобилни беа во југоистокот на дел од земја, во Берово 43 мм, Гевгелија 41 мм, во Струмица и Демиркапија по 18 мм. Од управата посочуваат дека единствена опасност е закана од можни локални излевања, а може да бидат само силно интензивни врнежи кои за кратко време би наврнале во сливните подрачја на помалите реки и сободолиците. Внимателно треба да се движите покрај малите реки и сободолиците каде е очекувано брзо надоаѓање на порени води и каде има опасност од појава на слечиста и одрони.
И продолжуваме со темата од минатата недела за состојбата во земјоделството. Пшеницата оваа година е во состојба како што не е задоволителна за производувачите, но иако жетвата е при крај, откупната цена се уште не е дефинирана. Министерството вело дека до крајот на месецот ќе се знаат производната и пазарната цена, од што ќе зависи и преземањето на мерките за помош на производителите за намалување на последиците од годишната лоша жетва. Производителите на лепно жито се уште не знаат по која цена ќе им се откупи родот. Откупната цена пред крајот на жетвата и покрај неколкуте средби меѓу производителите и млечарите не е утврдена. Последниот предлог е да цената на пшеницата биде 12 денари. Тоа го прифатија сите, скоро сите земјоделци, производители. Меѓутоа млинарите ништо не се изјаснија. Пшеницата е стратешки производ, но со години наназад површините и производството се намалуваат. Во 2005 година имало 108.000 хектари со пченица, а сега се намалени на околу 73.000 хектари. Ние од 130.000 хектари по ова култура дојдовме ланската година сигурно се околу 70. Меѓутоа, тие се само проценки. Најмногу колку семе со пшеница може да каже агенцијата платежа. Според податоците од статистичкиот годишник на Република Македонија од 2017 година, во 2012 година под пченица во државата биле посејани околу 79.000 хектари, речиси колку и лани. Најмалку лебно жито во последниве 5 години е посејано во 2015 година со 73.975 хектари и производство од околу 200.000 тони. Рекордна пород во овој период била ланската година со 306.000 тони. Години со вакви приноси според официјалните податоци во годишникот во последниве 25 години се 1995 година со ожнеани 381.000 тони и 2004 со производство од 356.000 тони. Според податоците на Министерството за земјоделство со пченица засејани се 76.400 хектари, според анализите 6.000 помалку, од кои се очекува производство од 170.000 до 190.000 тони. Една вест до пензионерите, претежно на пензионерите, но и другите наши сограѓани кои за огрев користат дрво. Сите кои уплатили редовно ги плаќаат ратите за огревни дрва преку Штипското здружение на пензионери ќе добијат дрва за зимската грајна сезона. До сега се доставуваше буково дрво, а од вторник ќе започне доставата на дабови дрва за огрев. Иако е лето, граѓаните сепак се обезбедуваат со огревни дрва за зимскиот период. Сдруженијето на пензионери Штип за грајната сезона која следи обезбеди 10.000 просторни метри букови и дабови дрва за огрев. Сдруженијето на пензионери Штип има огласено преко јавните гласила и имаме заклучено цирка 10.000 просторни метра дрва, од кои 5.000 метра просторни бука, 5.000 даб. Главни добавувачи ни се као Берово е 50% и тоа исклучиво даб, други се Радовиш, Виница, Делчево и Струмица. До сега се доставуваа букови огревни дрва, од вторник од Берово пристигнуваат дабовите дрва. Захариев нагласува дека плаќањето е на рати, но нема проблеми со наплатата. Сите кои порачале огревни дрва преку Сдруженијето на пензионери Штип ќе ги добијат дрвата. Дрвата треба да стигнат од Берово. Од Берово договорено е и обеќано е 19 турбо да почнеме да граѓаните нека бидат мирни и спокојни. Немаме примедба у однос на нашите членове. Нашите членови се редовно платеши, дали са ги добиле дрвата или не, и ние тоа исто го толерираме, дали е уплатен или не, бидејќи е на рати. Така да граѓаните се уредно и ќе бидат уредно до крајот на август. До крајот на август треба 100% да ја извршиме обврската према нашите членови. Инаку цената на буковите дрва е 2900 денари, а дабот се продава за 3000 денари. Штипјани со огревни дрва се снабдуваат и преку шумското стопанство Серта.
И како што доликува, на крајот една вест о спортот. Комисијата за спорт денес ја одржа својата 31 седница, на која помеѓу останатите точки на дневниот ред донесе одлука за финансирање на фудбалскиот клуб Брегалница до крајот на оваа календарска година. На денешната 31 седница на Комисијата за спорт беа 3 точки на дневниот ред. По првата точка се донесе одлука за усогласување на некои активности поврзани со реконструкцијата на трибините на градскиот стадион во Штип. Имено за таа цел беа одобрени средства од Комисијата за спорт, но со денешната одлука е направено пренамена, односно реконструкцијата на трибината ќе се врши од средствата на буџетот на општината за инфраструктурни проекти. Комисијата за спорт одобри средства во висина од 120.000 денари за баречки клуб Балканец за организацијата на баречката манифестација Македонски бисер што се одржа во Штип. Расчистена е и дилемата околу финансирањето на фудбалски клуб Брегалница, на кој Комисијата за спорт за престојната второлигашка сезона одобри средства во висина од 4 милиони денари до крајот на оваа календарска година. Овие одлуки на Комисијата за спорт се пропратени на разгледување и усвојување пред Комисијата за финансирање и буџет, а конечната одлука ќе ја донесе Советот на општина Штип на првата наредна седница. И тоа беше се за 17 часот. Одминува првиот работен ден од оваа недела и малку по ниска температура. Температурите не се така пеколни како минатата недела. Како беше дневникот, процените сами. Или повторно гледајте не со нови содржини и проширени исти овие содржини од дневникот од 17 часот во 20 часот. До тогаш, довидување.